Умеѓу време Гордана стана и пратеник, има таму некои исподи своји, сакала да шета по шуми и така натаму, слободен талкачки дух да биде, малку меѓу време и заботна времето, повозрасна е, малку нешто као Бајден, али добро, нема врска. И малку има и спорно, сега ја не знам дали е точно, луѓе зборува дека и роднински врски со Мицковски. И најбитно од секоја, сите што се од партијата Честни патриоти разговараме, они велат, абе пак ли истата жена? Сега некои велат и пак ли бабава, сега јас се извинувам, не се тоа мои зборови, јас само пренесувам како размислува членството. Ја викам, абе не пак, има да гласате и орок играт. И сега се чудат луѓево, како? Ебе како, викам, ќе ви направат фейк конвенција и ќе ви ја стават на ливче. И за уши ќе ве фатат да идете да подпишувате у подрачни единици. И ако не подпишете, као она СМС-от од четвртокот од Тешки мовети, погледайте емисијата, ќе ви кажат, ако не се подпишеш, немој после утре нешто да ми бараш. А ако имате работа, а немој после утре ми бараш унапредување. Или ќе ви кажат, ќе го јадеш после избори. Ќе одиш на улица. Ќе идеш у изгон. Ќе идеш у сургун. Тоа ќе ви го кажат. И сакале не сакале ќе ве однесат за рачиња да подпишувате за неа. Мислам дека тоа утре треба да биде. Као недела да демонстрира Мицковски силата, односно, би рекол, тоталната контрола врз булументот на кој што мисли дека има право. Сега они направиле неколку грешки, а воведа ова со 30 делегати, баш ради тоа за да може да се контролира и кој ќе се пријави. Апропо ова што го кажам од 2019. Сега ви викаат 30 делегати треба да ве подржат. Да не мислите дека е за мене, го пратам случајот со куриозитет од, да речеме, една интелектуална дистанца. Сакам да го анализирам, да видам дали партијата која што, by the way, и оваа недела бев на рочиште, ме тужат, нели знаете за тоа, да видам дали партијата ќе собере акл, ќе собере еден, како да речем, квантум или ќе појави никулец на промени на подобро. Да видам дали, тогаш беше така, па сега ќе ги пуштат делегатите сами да мислат. Или дека ќе им дадат простор на кандидатите да се произнесат пред комитети. Или дека барем ќе глума дека има еднаквост, дека не е однапред изберана Гордана и така натаму. И што гледам? Сосема обратното. Значи, ако било 19-та 7 кандидати, 24-та ви ставаат 30 делегати да ве подржат за да се кандидирате, за да одлучи извршниот комитет, а надвор од статутарните можности кои што му се доделени на извршниот комитет. Значи, едно тотално замрачување и најбитно од се, никаде и никој и никогаш не ја видел листата на делегати на кои што треба да им се обратите за да се подпишат, за да се кандидирате. А овако не е фарса, не знам што е. Трагикомедија. Самрак на партијата која што беше основана за да го подбуцне и промени начинот на живот и политичкото уредување во плурализам. Да понуди различно размислување од комуњарите, СКМ ПДП или СД ССМ и така натаму. И сега она се претвори у антипод на тоа што некогаш беше, на тоа што некогаш го замислувавме како, не знам, нова генерација, нов начин, некаква промена во позитивна смисла. Се претвори во затворен систем, во концентрични кругови на моќ, приватизирани интереси, партија која што тужи поранешни видни членови, сум бил на таа партија и пратеник, и сум ја представувал
ако сакате и во градска библиотека, на микрониво,